Во добро утро секое утро сакаме да ве прошетаме и надвор од Скопје. Тоа ќе го направиме во продолжение. На линк ја имаме нашата драга Ивана. Ивана, ќе ти посакам добро утро и веднаш ќе те прашам дали си среќна? Да, Вела, добро утро и до тебе и до сите наши гледачи. Па мислам дека одамна не сум била вака среќна како за викенд и како за саботно работно утро. Од каде ни се јавуваш по-конкретно на Ивана? Што е она што ќе ни го пренесеш во следните минути на Алфа? Да, Била, како што можете да видите, оваа преубава позадина позади мене, односно оно што ја краси мојата позадина е токму овој е преубав авантуристички мост кој што можете да го забележите. Верувам дека голем дел од гледачите веќе го имаат посетено или пак го имаат видено на некоја фотографија. Токму оваа туристичка атракција која што се наоѓа на само 35 километри од Скопје, патот кој што води кон Катланово, токму на реката Пчиња се наоѓа овој адреналински и авантуристички мост. Токму ова саботно утро решивме да излеземе од центарот на градот, од метежот и да го посетиме ова преубаво место, односно да се препуштиме на природата и на сите сетила, токму со сите убавини кои што таа ни ги нуди. Токму овој мост кој што е изграден пред неколку години е еден од мостовите кој што еве обстојува години наназад и секако го поврзува автопатот Скопје-Велес, односно споменав местото кое што води кон Катланово и селото Кожле. Токму овој мост е направен за да се стигне поблиску до манастирот кој што се наоѓа овде и е во наша близина, манастирот Света Богородица. За тоа како е изграден овој мост, колку време било потребно да се изгради, но и што се може да се види во селото Кожле. Ова утро на моје огромно задоволство ќе разговарам токму со еден од мештаните овде, а тоа е господинот Трајановски. Стојан, најпрво ќе ви посакам добро и убаво утро. И на вас, односно и на гледачиве, добро утро и убав ден на сите. Да, господин Стојан, вие веќе неколку години наназад си имате доселено овде во селото Кожле и сте сведоци на многу нешта кои што овде си имаат случувано, па ајде за почеток да ни кажете како настана овој мост кој што е веќе туристичка атракција. Види, мостот е настанат врз потребите за да се има пристап од автопат за манастирот Богородица. Овој мост е трет поред. Ние пред 18 години, кога дојдоме, затекнаме мост на бетонски стубови за премин за пешаци. Водата носејќи стари дрва створи брана и ни го турна. Со заеднички сили, значи, направиме пред него 10 метра, исто висечи мост, кој ја инсистирав да биде повисок, да не се случи истото. Масата на луѓе инсистира, ние како што ќе кажеме, не ја, зашто ја им објаснував дека јас сум повеќе години, знам како е река променлива. Не ме послуша и го направиме на брзина, ама и на брзина истата случка и за тој вториот мост, водата со стари дрва, стори брана и го турна. Овој фактички е трет мост поред. Имаме па и понатака несогласие, дојдоме до заклучок да се поделиме. Од ова страна на рекава, јас да направам со Господова сила и моите пријатели, односно фамилијата. А другата половина од тази река да го прават тие верници што се одираат за манастирот. 2012 година јас се пензионирав и со отпремнината им земав 60 вреќи циментот, 30 од ова, 30 од таа страна. Јас со моите пријатели и фамилијата и со Господ многу брзо успеав и го направив мојот дел, а другиот дел тие верници што се одара, они секој викенд доаѓа некомплетни, не се секирај. Следниот викенд ќе дојдеме да работиме. Колку време ви беше потребно за да го направите мостот во ваква ситуација каква што го гледаме сега? Па види, ако имаше слога и разбирање многу побрзо, односно фактички овој мост е 2 години правен.
да продолжиме оно што застанаме. Значи година дена во исчекување. Не овој викенд, другиот ќе дојдеме комплет и така измина цела година во исчекување. Не се организира и не дојдоа. Колку ви се улесна вас животот откако се изгради мостот и откако се направи? Види, животот нас ни олесни во односно подобра комуникација, а олеснително особини и захвално што створиме пристап до манастирот. Целта ни беше пристап до манастирот за верниците. Не ни беше целта лично за нас, ние го направиме мостот за верниците, односно за сите луѓе да го користат. Почна ли повеќе луѓе да доаѓаат од кога е направен мостот и да го посетуваат манастирот и селото Кожле? Види, можам да кажам благодарност, мада не треба да го кажам тоа, од короната створи услов да се поешко посетува мостот, односно првата година од короната местово е прогласена како 10 убавини во Македонија. А втората година е прогласена како најпосетено место во Македонија. Оно што можам да го забележам, на неколку места има поставена токму ваква табла која што вели ве молиме повеќе од 3 лица да не поминуваат преку мостот истовремено и секако нели забрането скокање и лулање на мостот. Ви благодариме. А дали никогаш се случило да има повеќе од 3 луѓе на мостот, затоа што велите дека за време на викендот доаѓаат нели повеќе луѓе, особено нели за после короната и за време на короната го имаат откриено луѓето повеќе на овој мост висечки на реката Пчиња и станате навистина една голема туристичка атракција. Па види, од први имаше, мислам, луѓе кои се оформуваа групи, посебно младите, правеа глупости, се љулеа, трипаа, скокаа, јас како домаќин и тука идев ги советов, они вреѓа, а не подкликнев на тоа вреѓање, ама меѓутоа се створи еден услов, едни од тие ми рекоа да продолжам, иначе ќе ме фрлат од мост. И дојдов до... Добро, за жал тоа е нели сепак домашна култура и воспитување на младите од дома. Која е вашата порака, која што сакате да ми опатите на сите луѓе кои што доаѓаат да го посетат манастирот, но и секако овој висечки мост? Види, пораката е следна. Не да обратат пажна на таблата, односно повеќе луѓе може само внимателно да не се створат тие услови за скокање, за глупости да се прават. Значи, мостот е безбеден, пулни 11 години постои, што значи да сега нема никакви случаи. Значи, пак ќе повторам, таблата е ставена без основа на превентива. Да им кажеме на сите гледачи дека целосно е безбеден или дека можат да си дојдат да го посетат манастирот и да имаат едно навистина големо адреналинско чувство додека го поминуваат мостот. Господин Стојан, јас ви благодарам сепак за одвоеното време. Ја може само да кажам дека мостот е уиме моје и крстен е на социјалните мрежи, го има и постои како Стојанов мост. Тоа ми дојде до идеја или провокација, зашто мештаните, односно од Кожле, на повеќе наврати искажуваат дека они го правеле мостот, а не ја. Кога дојдов до заклучок, кога јас можам одговорно да тврдам, дека за мостот со пари нема никој учествувано, ни влада, ни владика. А физичко присуство можеме да кажеме фала, минимално 10, еви и од мене 10-20%. И претежно од случајни минувачи, односно рибари. А од мештани, од цело Кожле, многу маца. Добро, да се надеваме дека сепак има и војнина нели хумани луѓе кои што ќе помагаат и ќе донираат токму овде во манастирот за да може нели да опстои овој мост кој што како што велите вие дека е направен повеќе од вас. Ви благодарам уште еднаш. Бела ќе ве поздравиме токму од овде од преубавата природа на реката Пчиња. Навистина уживаме со снимателот Емил ова утро, жуборејќи нели ги слушајќи ги
црцорат птиците овде, но и слика како жубори реката Пчиња. Навистина ќе ги поканам сите оние луѓе кои што еве досега немале можност или пак не ни слушнале за овој мост, уште овој викенд да дојдат и да го посетат мостот. Навистина времето е убаво топло, пролета само што ни пристигна нели пред неколку денови, па ги поканувам сите оние кои што сакаат да доживеат малку во мир и во тишина да дојдат, но сепак и да имаат доза на адреналин, затоа што навистина е адреналинско поминувањето покрај мостот. Морам да признам дека на момент имав и страв. Верувам Бела дека и ти во следните викенди кога ќе бидеш слободна, дека ќе дојдеш и ќе го посетиш мостот, затоа што навистина вреди да се види едно вакво место и да се искуси нели она поминување покрај мостот. Јас веќе сум била пред неколку години и Ивана, нема да заборавиш да си направиш фотографија, бидејќи преубави фотографии излегуваат од мостот. Замоли го Емши да го стори тоа, доколку е уште гостинот. Сакам до тебе, сакам да те замолам, ако не е проблем, да го прашаш дали е среќен и што го прави среќен. Да, доколку е се уште тука. Секако, колишката Бела ве прашува дали сте среќен и што ве прави среќен вас. Види, јас сум среќен и јас одека сум, така речи, домаќин на манастирот и врз основа на таа невидлива сила или Божја сила, и кажано, ми дава чест да служам и да го обстојувам манастирот и воедно и за мостот. Се гордеам со мостот, што мада имав низа проблеми, успеав, зашто не знам да не испадне повторување, зашто тие верниците кога ги прашав дека од нима ништо не бидува, ја мост мора да правам, се осеќам осрамен како домаќин и Добро, но сепак со вашата Божја волја, секако и со вашата сила која што сте ја добиле, сте успеале нели да го направите сепак оваа поврзување. Мостовите се символ на поврзување и секогаш биле символ нели на поврзување за одржување како комуникација помеѓу луѓето уште од древните времења, па еве така и овој мост го поврзува нели манастирот Света Богородица со автопатот кој што оди нели од Скопје кон Велес. Бела, на почетокот те прашав што те прави тебе среќна и дали ти си денеска среќна? Јас не го слушнав, да, среќна сум премногу, Ивана, искрено, и на самиот почеток од ова издание на Добро утро секој утро споменав дека мене најмногу среќна ме прави среќата на моите најблиски, обкружувањето со вас како колешки и секојдневното работење. Благодарам на прашањето, благодарам за ова вклучување во живо. Уживајте таму во природата, навистина го слушавме и црцарењето на птиците и жуборот на Пчиња како што спомена, прекрасно уживање.